Сенатот денес продолжува со работа. Федералната помош од 3 трилиони долари би можела да се зголеми двојно. Користени компјутери за деца кои немаат. Целта е да ја следат онлайн наставата. Кој стои за оваа донација? Игри со доктор Фаучи, хит во САД. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Хуманоста се покажа како клучна од многу аспекти за време на пандемијата, но пред да продолжиме повеќе за тоа, најновите вести. Председателот Доналд Трамп ги зголеми проекциите за бројот на починати од COVID-19, додека истовремено се заложи за дополнителна економска поддршка во време кога и натаму не исклучува на тамашно реотворање на државата. Ке починат меѓу 75, 80 до 100.000 луѓе. Тоа е ужасно, рече Трамп синоќа за Fox News. Минатата недела тој предвиде дека бројката ќе биде меѓу 60 и 70.000. Сенатот денеска почнува со работа, а Трамп најави дека федералната влада може да ги удвои актуелните 3 трилиони долари на помош. За сега најголем дел од средствата беа за поддршка на малите бизниси, обезбедување основни намирници во болниците, доставување на чек до даночните обврзници. Онлайн настава за време на пандемијата е проблем за децата кои немаат компјутер да ги следат часовите. Но затоа има граѓани кои сакаат да помогнат. Борче Стаменов од Кавадарци е еден од нив, кој донира половни компјутери за сиромашните семејства. Мики Трајковски има повеќе. Повеќе од 250 компјутери за само 4 години донирал Борче Стаменов од Кавадарци, во најголем дел на сиромашни семејства или пак на лица од социјален ризик. А идејата се родила сосема спонтано. Во фирмата во која што работи, многу од клиентите на кои откако ќе им застарале компјутерите, ги оставале кај нив. Но тој дошол до идеја што со нив. Тој е нека женичка да ми бара половен компјутер, пошто кај нас во фирма се занимаваме со таква работа, имаме наш книговодствен програм што го изработуваме. Жената дојде си побара, тоа беше како клик, ајде, дошо да не почнам такви работи. Првите 10-20 ги дадов, значи почуен муабет од роднини за социјално загрозени семејства кои што ги имаат. На социјалната мрежа Facebook веќе има и своја фан страна, насловена како Донирај компјутер. Вели сега е полесно, оние кои имаат и кои сакаат да помогнат, сами ме наоѓаат. Доста фирми се појавија кои слушнале за тоа и донира, значи опрема своја. Физички лица не знам, безброј имаат донирано, нон-стоп стигнуваат донација од сите страни, гледам да координирам, значи да не ми се собираат по многу фирма, да имам толку колку што мислам дека на пример за наредните 2 недели можам да сработам и да ги пратам. Од почетокот на вонредната состојба, донирал 60 на компјутери на деца кои немале можност да следат онлайн настава. Вели дека не застанува со оваа хумана мисија. Овој период е доста зголемен на интересот. Има луѓе што ме контактираат на страната речи секојдневно. Не гледам причина зашто би престанал. Ја искрено се надевам дека некој ден ќе нема на кој да му донирам. Али здравје, до тогаш ќе гледам да помагам колку може. Дали се чувствуваш како херој на ова време? Не, некој што гледа од страна може му се чини дека е нешто вау, али тоа е едноставно, не знам, совест. Да сакаш да помогнеш без да добиваш ништо назад. Донирал и во мали групни домови за деца без родители, но и на организации кои се занимаваат со заштита на лица жртви на семејно насилство или бездомни лица. Борче вели дека секој слободен момент го користи за селекција на компјутерите со кои располага, нивна поправка или инсталирање на потребните програми, бидејќи до крајните корисници тие стигнуваат како готов производ. Од Охрица, Гласот на Америка, Мики Трајковски. А откако луѓето не може да се собираат поради мерките за социјално дистанцирање, интернет платформите како Skype и Zoom станаа главна локација за дружење со блиските и пријателите. Користењето на Zoom во САД од почетокот на пандемијата се зголемило дури и за 70%. Но зошто е ова важно во криза како ова? Максим Москалов истражуваше. Брзото ширење на коронавирусот во САД ги надера властите да наложат затворање на рестораните, баровите, студијата за јога и други места каде се собираат поголем број луѓе. Но забавите продолжуваат. Луѓето заедно медитираат и работат.
Писателот Джеки Самерс и Даниела Верас, експерт за маркетинг, немаат проблем со новата реалност. Cheers, guys. Thanks for having me again. Yay, cheers. Thanks so much. Во одредено време сите поканети на забавата се собираат пред своите компјутери со пијалак во рака и мезе на масата и се дружат преку интернет, гледајќи ги ремек делата на мајсторите за мешање коктели. Самерс вели дека таквите забави се полн погодок, ја обиваат осаменоста и изолираноста, им помагаат нему и на неговите гости, додека истовремено им овозможуваат на невработените келнери да дојдат до некоја заработувачка. We hang out, we talk cocktails. Се дружиме, разговараме за коктели, разговараме со специјални гости. Минатата недела имавме лекари, медицински сестри, психолози, лични тренери и финансиски советници. Помага луѓето да се справат со ситуацијава. Некои редовно не следат, но секој ден се вклучуваат и нови, околу 50 до 60 луѓе во исто време. Одбележување родендени, готвење заедно, приредување свадба, па дури и помени. Малку што не е можно да се организира на интернет овие денови. Овие онлайн собери се и одлична можност за медитирање. Take a deep breath in Тиши and just sigh it away. и само релаксирај се. Студиото Ричардж во Вашингтон нуди класови за медитација преку интернет и отворени се за секого. Живееме во тежок период и решивме да понудиме дневни медитации во 18 часот со инструктор. Причината што тие се во живо наместо да бидат снимени е заради можноста луѓето да се поврзат со инструкторот. Инструкторката по јога Елизабет Фајнстон започна бесплатна настава за незините соседи, откако неколку станари во зградата каде што таа живее беа тестирани позитивно на COVID-19, а управата ги затвори сите активности и места за собирање. Мислев дека организирањето на групни часови за фитнес преку Zoom ќе биде добар начин да ги натерате луѓето да се поврзат и да дишат заедно, бидејќи тоа е нешто што на сите им недостасува во ова време. Бројот на луѓе кои ја користат телеконференциската апликација Zoom се зголеми за 70% од почетокот на строгиот карантин во САД. Таа стана и најзастапената апликација во продавницата на Apple. Само на 23 март повеќе од 2 милиони луѓе ја преземаа на своите уреди, 40 пати повеќе од пред 2 месеци. А покрај онлайн забави, актуелни се и видеоигри како начин да се помине времето дома. Но не какви било игри, туку игри со главниот здравствен експерт во САД за справување со пандемијата, доктор Ентони Фаучи. За што станува збор од прилогот на Тина Трин. Ова е видеоигра за пандемичните времиња во кои живееме. Херојот на ова 8-битна сага не е никој друг, туку американскиот експерт за заразни болести доктор Ентони Фаучи. 79 годишниот член на работната група за борба против коронавирусот е чувар на нова галаксија. Замислен е како суперхерој кој може да изфрла ласери од очите. Нешто налик на X-Men, Супермен. Во одмаздата на Фаучи, играчите ги уништуваат вирусите додека собираат добро здравје и навики за социјално дистанцирање. Идејата е на Алекс Патерсон од Њујорк. За време на играта иконите се спуштаат од горниот дел на екранот. Добрите работи се миење на рацете, дезинфекцијски средства, со медитација. Нив ги фаќате за да освоите повеќе животи во играта. И тогаш има лоши работи што треба да ги фотографирате, а тие вклучуваат работи како метеж, одење во клуб, стадион. Играта е дел од кампањата за прибирање финансиски средства преку интернет, наречена Победи го вирусот. Патерсон и неговиот стартап Beat the Bomb се надеваат дека ќе соберат $25,000 за да ги поддржат локалните јавни болници во Њујорк. Секогаш барате некоја врска со предприемништво за да ја искористите ситуацијата. Одмаздата на Фаучи има 19 нивоа. Најдобриот играч ќе освои награда – слушалки Oculus Quest VR. Патерсон вели дека играта е катарзична. Треба да ги погодиш копчињата на тастатурата и да го разнесеш коронавирусот. Нешто што не можеш да го видиш, мириснеш или допреш, додека сите сме затворени дома поради тоа. Тоа е единствениот начин на одмазда. Благодарам на вниманието, до гледање до утре.